Го следите подкастот Граѓаните против корупцијата. Во оваа епизода ќе разговараме за некои од проблемите во здравствената заштита, кои влијаат на сите нас. Со мене е Герман Филков, претседател на Центарот за граѓански комуникации. Герман, според вашата анализа, кои градови имаат најдобри здравствени можности, а кои се најкритични во нашата држава, односно се најлошо рангирани? Рангирани по 22 индикатори, очекувано, значи на врвот на ранглистата се поголемите градови. Скопје е прво, меѓутоа покрај Скопје и Битола и Штип не стојат лошо, а додека најдолу се помалите градови. Крушево стои убедливо најлошо, меѓутоа покрај Крушево тука се и Македонски Брод, Валандово и Крива Паланка. Исто така не баш сите големи градови, да кажам, стојат добро. Од поголемите градови кои што се при дното на листата се Кичево и Кочани, меѓутоа спротивно од помалите градови Виница и Делчево се на врвот заедно со овие што ги споменав Скопје, Битола и Штип. Напомена индикатори кои што ги разгледувавте, кои се тие индикатори кои ги гледавте во самата анализа, што е она што го придонесе кон рангирањето, за да имаме рангирање на градовите? Прво да појаснам дека 30 градови или се нарекуваат 30 здравствени региони во земјава, нормално еден обслужува повеќе општини, да кажам, значи не се совпаѓа градот со општината, туку секогаш има повеќе офат на повеќе население, а во индикаторите се земени предвид човечките и просторните медицински капацитети. Колку лекари има на жител, специјалисти, стоматолози, гинеколози за детска заштита, 0 до 6 години, предшколска, школска возраст, за млади, медицина на труд, но и болници, здравствени домови и така натаму, стационари, значи се земени предвид капацитетите. Тоа што не е земено предвид и нема податоци, е опременоста на тие здравствени установи, така што некаде може би има болница, меѓутоа не е доволно опремена како во некој друг град. Тука се на еднакво ставени ниво, тие како индикатори, значи има болница, број на жители и така натаму. И исто така е интересно што некаде има, например, школски диспанзер како установа, меѓутоа нема доктор во неа, нема педијатар, па одат во друг град. Така што тие се некои, да кажам, недостатоци на истражувањето. Напомена дека има разлика помеѓу помалите и поголемите градови. Дали може да ми дадеш пример за споредба каква е состојбата во одредени градови во нашата држава? Еве да ги земам Скопје и Крушево, првиот и последниот. Во Скопје, само процентуално да кажам, во Скопје од можни 100%, кој што е максимум што може да се освојат, Скопје има освоено околу 65 бодови или проценти, за разлика од Скопје, Крушево има освоено само 4. Значи толку е разликата. Во Крушево, како и во многу помали градови, немаат, односно има голем недостиг на педијатри, на гинеколози, на специјалисти, па за малку нешто посериозно, не мора ни да е сериозно, туку се освен на онаа примарна заштита, мора да одат во другите соседни градови, плюс да дадат товар на оптовареноста на тие градови со нивните жители. Од тука тие мали поени што ги добиваат овие градови. Јасно. Напоминавте дека фалат најчесто педијатри и гинеколози, јасно. Специјалисти од секаков вид, да. Да. Каде е најкритична состојбата, например, со педијатрите, каде има голем број на деца, а мал број на специјалисти од оваа област? Кај тој индикатор, сега ние сите индикатори ги сведуваме на некои разбирливи, да кажам, вредности, за да може и да зборуваме вака и луѓето што не гледаат и слушаат да разберат. Например, Виница има 129 деца, еден педијатар покрива 129 деца. Последно да кажам, во Охрид еден педијатар покрива 3700 деца. Значи, не е исто. Огромна разлика. Еве да го споменеме тука, може би, не знам, Скопје, кај што исто така е 3000 деца на еден педијатар. Значи, и да има педијатар, битно е колку педијатри има
на тоа население, и нешто што исто така треба дополнително да се истражи е така наречените социјални аспекти на медицината. Ако во некој град или на пример општина, населено место, еве со пописот се покажа дека единствено Рачиново има повеќе млади во однос на минатиот попис, значи расте младата популација. Таму треба да има повеќе педиатри. Некаде каде што има повеќе, не знам, Берово, Делчево, каде има повеќе повозрасна популација, таму треба да има соодветно на тоа не педиатри, меѓутоа за нивните болести кои што се типични за таа популација, сакам да кажам. Значи, тие социјални аспекти се, мислам, работа на здравствената политика, која што очигледно со сите овие настани изостанува. Освен ова што кажавте дека недостасува и кадар, соодветен кадар и број на кадар и установи, во едно претходно истражување вие истражувавте и бројот на медицински возила, односно брза помош. Кај нас и дојдовте до една фрапантна бројка дека недостасуваат 52 медицински тимови во нашата држава, за да можеме да стигнеме до минимум колку што треба да имаме медицински тимови за нашето население. Како стигнавте до ова рангирање? Кои индикатори ги гледавте? Тоа истражување беше за капацитетите на итната медицинска помош, во кое што спаѓаат оние тимови што ги гледаме по улици, што доаѓаат за брза помош, домашна посета и дежурни тимови кои што седат во брзата помош за некој таму да не дојде, а му треба итна медицинска помош. Треба да напоменеме дека законски на сите ни е гарантирана итната медицинска помош и тука нема бирање, да кажам, на кој жител ќе се даде, на кој жител нема да се даде. Поради поплаките на граѓаните, претежно на социјалните мрежи, решивме да видиме како земја како стоиме на овој план. Стоиме ужасно. 52 медицински тимови ни недостигаат за законскиот минимум. Имаме уредба донесена од министер за здравство, која што пропишува таму дека до 30.000 жители ќе има 5 тимови, а над 30.000 жители ќе има по еден тим за секој дополнителни 10.000 жители. И тоа е минимумот. Земја сиромашна како Македонија треба да се стреми кон минимумот. Не сме ние. Луѓето ќе речат зошто сиромашна, затоа што ние годишно секоја година ни треба да позајмуваме пари за да ја затвориме буџетската дупка. Како дома што велиме не може да сврзиме крај со крај од први до први, така државата од јануари до декември не би заврзала крај ако не позајмиме. Држава што позајмува секоја година е сиромашна. Значи нема доволно пари за да може да ги оствари сите тие трошоци и затоа треба да се стремиме кон минимумот. Овој минимум уште 52 тима ни фалат. Просечно по тројца одат во тим доктор, сестра или техничар и возач, значи 50 по 3, 150 итно ни треба. Како реакција министерот поранешен во декември некаде веднаш рече дека ќе вработат, треба да следиме до каде е таа најава, меѓутоа она што е битно е дека не недостигаат секаде исто. Во Скопје многу недостигаат 18 од овие 52, некаде имаме повеќе од минимумот, меѓутоа исто што е поразително за мене е што во однос на последните 8 години кога последен пат е направен овој пресек, 22 тимови имаме помалку. Значи одиме надолу, наместо да ги зголемуваме, ги намалуваме, а зошто е ова битно? Затоа што е итна медицинска помош. Значи доаѓа кога на некој животот му е загрозен и итно мора да добие помош за да остане жив. Значи станува збор за човековиот живот кој што нема цена. Тоа е првиот контакт со здравствена заштита доколку е некој во животозагрозувачка состојба. Веќе напомена дека во Скопје ни недостасуваат 18 тимови. Дали Скопје е најоптоварен? Претпоставам дека е најоптоварен со потребата од медицинска помош, имајќи ја во предвид бројката која што имаме на жители во главниот град. И исто напомена дека негде ќе имаме повеќе од оној минимум број на тимови. Кои градови се тие каде што имаме
поголем број на тимови од минималната потреба. Освен Скопје, лошо стои Тетово. 10 тима му фалат на Тетово, Куманово и Струга по 5 тимови и Струмица и Ресен 3, односно 2 тимови. Спротивно не се многу градовите кои што имаат повеќе од минимум. Битола и Делчево имаат 4 повеќе и Кичево и Кочани имаат 3. Тоа што го споменавте, е многу битно за оваа анализа, е дека еден тим некаде покрива 40.000 жители, како например во Тетово, во Струмица, а некаде како Вевчани, Ростуше покрива по 1000 жители. Која е веројатноста за 1000 жители нешто да им се случи, да им треба итна помош, а која е веројатноста на 40.000 жители? И го имаме тој еден тим што треба на сите тие да им ја пружи помошта кога им треба. За малку сурово делува, меѓутоа испаѓа дека човековиот живот не вреди еднакво кај нас, зависно тоа каде живееш. А не по наша вина, туку по вина на некој што, да кажам, ова мене ми личи на лошо владење. А лошото владење, знаете дека секогаш остава повеќе простор за корупција и спротивно, ако има корупција, не дава да вире доброто владење. Да, веќе се поттикнува на корупција во здравството, за кое што сите да добиеме помошта која нема, ете така. И која што треба да ни е загарантирана и едно од нашите основни права кои што ги имаме. Покрај ова што ни недостига кадар, ни недостигаат услови, во време на предизборија, како што сме во моментов, очекувано е да се ветуваат многу јавни набавки, многу капитални институции. Јавните набавки се нешто што вие долги години го следите. Години наназад, низ различни изборни циклуси, гледавме како ни се ветуваат и клиничкиот центар Мајка Тереза и болницата во Штип, различни министри се сменија во периодот, дури се подпишаа договори, почна се гради болницата во Штип, но еве 2024 сме, се уште немаме нов клинички центар, ниту пак болницата во Штип функционира. Што можеме да направиме ние како граѓански сектор, но и граѓаните во однос на ризиците на корупција при исклучување на обемни договори, јавни набавки, што би требало да гледаме и да пазиме, да следиме кога се случуваат јавните набавки, конкретно во здравството? Мислам дека Македонија има една таква добра, да кажам, во наводници историја со капиталните проекти. Поголем капитален проект нема целосно изградено и во рок, не памтиме од кога. Автопатот и со последниот ревизорски извештај сите бројки излегоа на виделина, се виде колку чини и колку е далеко од завршување, колку пати роковите се пробиени. Слично е со состојбата во овие што ги споменавте големи инфраструктурни зафати, клиничкиот центар во Штип, кој што почна, а во Скопје уште не се знае ни каде ќе биде реално. Значи уште немаме ништо. Има уште една во најава, тоа е општата болница во Кичево. Тие се 3, така да кажам, капитални проекти кои што ја доживуваат истата судбина на автопатот. Мислам дека недовршените конструкции финансиски водат до вакви проблеми, а пред некој ден слична беше и состојбата со студентите од Финки кои што протестираа бидејќи објектот не е изграден и нема кај да држат настава. Не би требало да се почне проект ако се нема финално, последно завршна, да кажам, финансиска конструкција и ако се нема целосни гаранции од изведувачот дека што и да се случи дека ќе се заврши проектот. Секогаш некоја фирма пропаѓа од тие, а како го добила толку голема фирма тендерот и како се случува секогаш да пропаѓаат некаде во првата половина на изработката, на изведбата. Значи сите се тие аспекти кои што, пак ја кажам,
на тие огромни проекти ние ја немаме никогаш на увид и целосната документација за да направиме увид да тука улогата да дојде и на граѓанскиот сектор и на граѓаните. Секогаш се тие договори нешто под превезот на некаква тајна, не се јавно објавени и така, за да можеме да видиме што е договорено, што не е остварено и кој е крив. Затоа што сите тие документи имаат лице, име и презиме, фирма. Се знае кој требало да биде инвеститор, кој требало да даде пари, кој требало да ги изврши работите и за сите овие работи, мислам дека сите знаат дека има и фирма која што прави надзор. Значи сите имаат име и презиме. Мора некој да е виновен за тоа. Не може кај нас така додат работите, никој не е крив, а ние не ги добиваме, да кажам, тие најави. Конкретно клиничкиот центар во Штип започна во март 2016. Еве, за малку го поминавме март 2024 година, 8 години ништо од центарот. Мора да се знае дека секоја година во буџетот се планираат пари. Сега знаете дека ова банката за развој на Советот на Европа се повлече уште одамна, не знам, ноември 20 година. И од тогаш државата рече, и овие сите силни најави што ги кажавте, пред сите избори, и сега чув на овие најава, дека ќе се буџетот наш ќе преземе изградбата, односно Македонија сама ќе го финансира. Па како решија дека 1.300.000 автопат е повреден, да се финансира и попотребен од овој клинички центар кој што на вистина во однос на тие пари на вистина не е беззначајна сума. Само во 22 година во буџетот беа предвидени 14 милиони евра за овие три здравствени центри. Да, од кои што на крај се потрошени 3,5 и тоа се за луѓе кои што нешто прават околу овие проекти, меѓутоа на терен ништо не се изведува. Конкретно за Штипскиот 9 милиони беа предвидени евра во буџетот, на крај 1 милион само е потрошено, веројатно и тоа е за враќање на бидејќи земавме кредит за првиот дел да се изгради. Започне зградбата. За жал состојбата во здравството е навистина лоша и од аспект на набавките, корупцијата е се присутна. На последните истражувања на јавното мислење на локално ниво спроведени, ја што имав прилика да ги прочитам, спроведени во 10 општини, различни од цела земја, речиси во сите на прво место граѓаните велат дека најмногу корупција има во здравството. Така. Долги години ги следите јавните набавки во различни области и во последниот извештај имате податоци за јавни набавки во здравството. Дали може да ми дадете некој пример од јавни набавки кои што ги следите и кои што излегле на површина во вашиот извештај? Чисто да имаме опиплив пример што се случува во јавните набавки во здравство и како се доаѓа до тие договори кои што најчесто се зборува во јавноста дека се спорни или дека се нецелосни и слично. Прво да дадам една представа на тие што не гледаат околу парите. Јавните набавки во земјава се нешто повеќе од 1 милиарда евра годишно, на здравството отпаѓаат 200 милиони од тие пари, значи околу 20%, малку помалку од 20% од парите се трошат во здравството. Од друга страна, еден од најголемите проблеми во јавните набавки кај нас е ниската конкуренција. Познато е дека на 1/3 од тендерите, значи на секој трет тендер, да кажам, имаме само по еден понудувач, од кој што се избира тој понудувач. Тој истиот кој што понудил. Сега, зошто има само еден? Зошто нема повеќе? И спротивно, кога веќе долго време има еден, нема нови луѓе, тоа е еден од факторите е и недовербата во како да кажам, недовербата дека јавните набавки се фер и дека има еднаков третман сите понудувачи, корупцијата е тука исто така фактор и луѓето не веруваат дека би добиле тендер ако конкурираат. Во здравството состојбата е уште полоша, затоа што таму речиси на сите тендери има по еден понудувач.
Последно анализиравме еден тендер за инсулин. Тоа е 27 милиони евра, голем тендер, 2 годишна набавка. Од овие 27 милиони евра, 26 милиони се, тендерот имаше делови, 24 делови, значи 26 милиони од 27 милиони евра се склучени договори каде што имало само еден понудувач. Значи како со нож, од дел 1 до дел не знам кој, една понуда, од дел тој до дел другиот, една понуда и така натаму. Да, има причина дека разни, да кажам, фармацевски компании и дистрибутери се нели регистрирани за разни лекови и сите други, не мора да е лек, тука беше за нешто друго. Меѓутоа, сепак, онаму каде што има конкуренција, гледаме дека има и разлика голема во цените. Значи, голема конкуренција носи пониска цена и носи подобар квалитет. Спротивно, немање конкуренција е висока цена и е тој квалитет што го нуди сам таа една понуда. Исто интересен беше и за набавка на некои стоматолошки столици, која што беше околу 200.000 евра, на која што беше исто така понудена само една понуда. Многу близко до проценетата вредност, која што не е објавена. Значи имаме разни случаи, како и да е, сите проблеми во јавните набавки се чини како да се мултиплицирани во здравството, односно е една навистина и тоа што граѓаните го кажуваат, тоа е појавноста нели на корупцијата што тие ја гледаат, меѓутоа внатре кога подлабоко ќе чепнете позади сите овие сознанија, навистина има причини за граѓаните така да мислат. Иако ја променивме легислативата пред неколку години за јавни набавки, ме интересира дали онаму каде што имаме повеќе понудувачи, не е само еден, дали се уште имаме онаа пракса на избирање на најевтината понуда или се избира најповолната понуда за одредена услуга или добро кое што се набавува со јавна набавка. Новиот закон, јас новиот го кажувам, иако е од 2019 година, веќе 5 години на сила. Меѓутоа ете тој закон што важи сега е усогласен со директивите и особено во делот на критериумот за избор на понудата, најниската цена веќе не е критериум. Туку економски најповолната понуда, преведено најисплатливата понуда, каде што освен цената треба да се земе предвид и квалитетот и сите други нели карактеристики што се битни за тој предмет на набавка и на крај, ако имаме, не знам, 10 денари за еден молив, да го купиме тој молив што мислиме дека најмногу вреди за тие 10 денари. Тоа е поентата на јавните набавки и на законот. Сега, 93% од сите тендери се уште избираат по најниската понуда. По најниска цена. Најниската цена е најмрзеливиот начин за правење на еден тендер и исто така е доста лесен начин за местење на тендерот. Се прават разни, да кажам, манипулации, но на тендерите каде што имаме повеќе понудувачи, шансите да се купи тоа најисплатливото се поголеми. Иако поголемиот број понудувачи не значи секогаш конкуренција. Може тие да се однапред договорени понудувачите. Ти дади повисока, јас пониска, некој средна, колку да има некаква привид за конкуренција, меѓутоа не е тоа во сите случаи. Има случаи каде што има реална конкуренција во неколку сектори се тоа и каде што не е поделен пазарот однапред помеѓу понудувачите и каде што тоа веднаш се гледа во изборот и во тендерот. Инаку, сите овие што ги споменав работи, тоа незаконско договарање во јавните набавки, исто така е казниво и треба да биде спречено, има и институции надлежни се, меѓутоа па на овој план навистина многу малку е направено. Би сакала на крај, бидејќи споменавме околу 20% од нашите пари одат на јавни набавки. Во здравството. Да. Би сакала чисто како препорака до граѓаните, што би требало да очекуваат од институциите кога склучуваат вакви договори и што треба да очекуваат од здравството чим толку пари одат во
јавни набавки во здравството, кои би требало да бидат очекувањата за нашиот здравствен систем понатаму? Во здравството мислам дека тоа што ни недостигаше и ни недостига е поголемо влијание, поголемо учество на условно кажано пациентите во изборот на набавките. Се случи многу пред неколку години кога ни пристапија од еден сојуз, мислам беа тогаш на луѓе со дијабетес, дека тендерите се прават без нивно учество, не го добиваат тоа што мислат дека треба да го добијат, неквалитетни ленти, не знам што имаше, веќе одамна беше. Помина една обука, се изборија, учествуваа во креирањето на тендерот, на тендерската документација и се набави, бидејќи тоа е голем тендер, се набави, навистина се набавија потребни материјали, лекови и се што треба, според потребите на пациентите. Значи со нивно учество. Мислам дека во здравството тоа ни недостига, затоа што таму барем сме сите упатени. Може би јас да некој тендер на хартија на некое министерство, навистина нема хартијата да видам каква и не знам, не зависи мојот живот од таа хартија директно. Меѓутоа, овде зависи директно и треба поголемо учество пред се на пациентите преку разноразните здруженја. Речи си за секоја, да кажам, заболување имаме и посебни здруженја кои што сепак пак настанале од некаква потреба за тие луѓе да добијат нешто што треба, а мислат дека не го добиваат. Значи сите треба да се упатени на тоа, да следат тендерските документации кај нас се објавуваат јавно пред да се објави, значи пред да се склучи договорот, кога со огласот се објавува што ќе се купи, се објавува тендерската документација, таму има технички специфицирано што се купува, како се купува, треба луѓето да отвораат, да гледаат, електронскиот систем е отворен за сите. Со малку пракса лесно може да се добијат податоците, така што тоа е минимум и второ е да се ги бараат своите права. Некни бев по некоја потреба на лекар, повторно нема серум или вакцина, едно од тие две, против тетанус. Па треба да го купиш, па со фискалната, па да одиш, па да ти ги рефундираат и така натаму. Ако можам да го купам во аптека, зошто не може болницата да го истото да го купи и да ми го даде? Значи, штом аптеката го набавила, нема криза во снабдувањето, може да го набави, значи се е пак да кажам недоволно лошо управување кое што е плодно тло за корупција. Така. Ти благодарам, Герман, со и препораките го затвораме овој разговор и овој подкаст.